Првиот впечаток беше феноменално. Зашто, не знам, Австралија ми била животна желба да дојам као недостижна. И, не знам, првиот ден од Сиднеј слетавме, отидовме кај нашите пријатели, излеговме во Рокдейл и излегувам во Рокдейл, гледам 50 македонци, 50 македонци, тетоважа Сиднеј на Акон, на истовирани пензионери. Пензионери? Да. Си пијат кафе и си уживаат. Тука претежно пензионери последно време. Порано имаше многу и помлади македонци, али во последно време претежно пензионери. Пензионерите се останати. Добро, младите работат. Можда. Да. Има неколку наши продавници, има неколку буреџилници наши. Да, тоа ми беше чудно, што прв ден доаѓам во Австралија, ме носат на бурек. Роднините кога сме гени, ме носат на бурек прво доаѓање. Први ден на бурек? Да, на бурек во Рокдейл, на улица на Кинг Стрит, како се вика. Така да интересно, не знам. Како беше бурекот во споредба со Македонија? Супер, да, екстра. Кажи ми точно од кај си, од кај нас? Од Скопје. Од која населба од Скопје? Стајковци. Од Стајковци? Да, тоа е некој, што там пола саат од Скопје, подалечено. Што работиш во Скопје? Моментално сум во дигитален маркетинг, работам за белгинска фирма и снимам со дрон. И имам свој веб шоп, онлайн шоп за бајкови, за тоџаци. Онлайн шоп, продавам тоџаци на интернет. А снимањето со дрон на што се Снимањето со дрон повеќе снимам свадби. Тоест повеќе највеќе снимам свадби. А што се однесува до белгинската фирма? Така ние работиме со сестра ми само социјал медија, маркетинг, Facebook, Instagram. Таа е со представништво Македонија е белгиската фирма, работиме само за нив. Голема фирма, да кажем, има доста вработени во Македонија или нешто многу? 20-тина, да. Па тоа Не е ни мала бројка. Да. Се договоривме некој време и морам да те пофалам, значи она момак од збор, се договоривме ми кажа колку помина тогаш, месец дена. Сигурно поише од месец дена, да. Да, и денеска се врати од Бризбен и ми се јави, браво. Кажи ми за луѓето кои го гледаат каналот, прво ме интересира како се најде во Австралија, која беше причината за Австралија? Австралија дојдов со туристички, со мојата сопруга да го посетиме Улуру и еден семинар што се одржуваше во Улуру. Слетавме во Сиднеј, од Сиднеј изнајмивме комбе, камперван. Со камперванот се движевме низ Сиднеј, отидовме до Бризбен, од Бризбен отидовме до Нуса Пенида, горе што е, тоа се наоѓа над Бризбен, не знам, некои 200-300 километри над Бризбен се наоѓа као туристичко. Таму бевме недела дена. Од таму се вративме пак во Бризбен и од Бризбен се упативме во Улуру. Што точно видовте таму? Улуру се наоѓа на сред Австралија, некаде на средина на Австралија. И е огромна карпа, се смета дека е, не знам, 650.000 години стара, кога била цела Австралија под вода, па се повлекло морето, останала само карпата. Го видовте тој големиот камен? Да, рок, како се беше рок. Рок Хаја, рок, така нешто, така нешто. Као таму е центарот на абориџините, као. Има музеи за абориџините, се запознавме со нивната култура, таму бевме на недела на семинарот и после се упативме кон Мелбурн. Што ти осте, например, некој впечаток дека спомна, видовме од локалното домородното население, од абориџините, некој впечаток ти осте од автохтоното австралиско население? Па немавме некој контакт. Немаше близо контакт. Да, баш близо контакт немавме со ниеден абориџин. Само чисто кај што живееле, кај што било почетокот као на пештерите, Улуру и таа прича цела. Почнавме дојдовме, слетавме во Сиднеј, од Сиднеј отидовме во Бризбен, од Бризбен се упативме на туристичко место Нуса Пенида, мислам дека беше или Нуса Дуа. Од таму се вративме во Бризбен, бевме пак 2-3 дена, од Бризбен се упативме на Улуру. Улуру се наоѓа централно на Австралија, возевме некои 3000 километри. Од кај патувавте до Улуру? Од Бризбен. Преку Бризбен? Да, преку Бризбен, возевме некој Улуру. Јас го немам патувано тој пат, да кажам, низ центарот на Австралија да поминуваш. Како ти изгледаше тој пат? Добри 2 дена возевме само право, тоа е негде како рецимо од Скопје до Лјубљана, да возиш само право и немаше ништо, апсолутно ништо, неколку бензински на 200-300 километри, мали селца и тотална пустина. Само ти сопругата или имаш? Да, само ние двајца, да. Со камперван. Значи, тој истиот тој камперван кој го имаше снимено во видео. видеото. Да, комбе у Сиднеј и од Сиднеј почнавме авантурата. Бевме месец дена на мини турнеја низ Австралија, може да се наречи. Зашто Австралија е огромна, да. Поминавме не само околу
8900 км, 9000 км. За споредба, пример, за 9000 км Австралија ставивме 900 евра гориво, значи $1600 дававме за гориво, а у Европа сигурно ќе беше дупло, зашто не знам, 2.30, 2.50, вакво у Германија, 2,5 франака е у Швајцарија горивото. За исто патување у Европа, не знам, би не коштало сигурно 2-3000 евра. Тоа се $4000 само за гориво. Комбето го изнајмивме, не знам, $70-80 беше комбето, 40 евра. За споредба у Македонија, слично комбе е 80 евра, $160. Од кај го изнајмивте Од комбето? Сиднеј. На интернетот на страна Кампер на Австралија нешто. Така да некои цени беа поевтини во Австралија него у Македонија. Баш се чудев, храната исто така многу е, некои работи се поевтини у маркет него у Македонија споредба. Дали Тоа е малце, не знам, лудо според мене. кај застанавте, кажи ми, од меѓу Брисбен и Брисбен до централна Австралија, успат негде? Прво од Сиднеј кога појдовме, застанавме Бондај, мислам се викаше една, не Бондај, него една плажа популарна. Ќе напишеме доле у описот, не знам како се викаше. Туристичко место исто Меѓу Сиднеј и Брисбен? Брисбен, да. Плажа една. Централ Кост, да не застанавте? Не знам како се викаше, едно туристичко местенце, така малечко. Байрон Беј? Байрон Беј, да. Байрон Беј? Байрон Беј, да. Таму бевме една вечер, еден ден, на плажата. Да. Тука е познато тоа нешто за хипицима доста во Байрон Беј. Тој фазон сме ние со комбето и за тоа чисто да видиме што се случува. Интересен дел. Тој дел е баш екстра. Таму бевме еден ден, од таму се упативме у Брисбен, од Брисбен бевме исто Нуса Пенида, Нуса Дуа, од таму се упативме за Улуру. До Улуру, не знам, возевме некои 3 дена. Колку имавме, 3000 и нешто километри имавме во еден правец од Брисбен до Улуру. 2 дена возевме само по прав пат, само право и... Како се вика каналот, видов дека аплодираш некој... Имаме канал на YouTube, каналот се вика Adventure Trip Bus. Како? Adventure Trip Bus. Adventure Trip Bus. Да. И кажи ми Имаме кратки видеа на него. Аплодирано. Од Австралија, од патување наш. Така да погледнете во каналот Adventure Trip Plus, мислам дека ќе биде интересно, али сепак тој пат што беше пример меѓу па може и целокупниот пат од Сиднеј преку Брисбен, па до тој големиот камен во централна Австралија, сигурен сум дека го имат видено на интернет. Мислам дека е одлично патување и требаше малку повеќе да се сними. Требаше, ама се надевам следен пат ни остана, не знам, Перт. Следен пат ни е следно доаѓање ни е план да слетаме во Перт, од Перт изнајмиме исто комбе и да одиме нагоре на Дарвин. Тој дел на Австралија не остана као не отидовме до таму. Сега бевме со Улуру, од Улуру отидовме Мелбурн, исто е Мелбурн интересен град. Ба не ни се погоди времето, вака исто дуваше, беше невреме некои 2 дена. Тоа е голем пат од Перт, додиш до Дарвин, па да се спуштиш до Мелбурн. Ма исто е како плюс минус, како па не знам, по моја проценка сигурно 2 дена може да пате, сигурно. Не патувавме 3 дена од Брисбен до Улуру, во еден правец. И тоа е доста долг пат. После се вративме од Улуру до Мелбурн ше 2 дена. Фактички 2 дена, ама по 12 сати возење. 24 сати фактички од Улуру до Мелбурн. Од Мелбурн бевме 3-4 дена и од Мелбурн по обала се враќавме навака. На кај Сиднеј. Интересно, преубаво патување. Има еден, го викат дека е најдолгиот прав пат во светот. Тука е негде кај што ми кажа ти дека рече како да водиш право од Македонија до Љубљана. Се работи негде околу прилика камионџи ми го имат кажано ова. Од прилика негде 200 километри возење прав пат. Сега не знам дали сте биле на ова или на друг пат. Може на тоа, да. Освен камионџи и ние друг немаше ни кенгури. Кенгури беше префул кенгури, да. За жал што премногу скокаат, самите скокаат у камионите, се самоубиваат, не знам што име. Да, премногу кенгури на интересантно. Дека спомна кенгур. Дали некогаш си слушнал од кај потекнува зборот кенгур? Не. Зборот кенгур наводно кога дошле првите овде англичани, виделе животно што претходно го немале видено. И го прашале некој абориджин од локалното население, му рекле што животно е ова, што скока, знаеш? И овие нормално не разбираат англиски и му вика кенгуру.
А уствари кенгуру на абориџански значи не те разбирам што ми избораш. Не сум знаел, да. Кенгуру. Да? И овие кенгуру, и така го завикале кенгуру. Јако, да, интересен податок, да. Да, да. Али исто така ми кажат многу камионџи кои возат на релацијата меѓу Сиднеј и Перт, тоа исто така негде ден и пол, два, зависно колку се одмараш. Едно најдолгиот пат во светот, значи 200 км прав пат, тоа едно. И како што кажа, има многу кенгури кои не знам зошто, али негде околу залезот на сонцето при крајот на денот се удират во возилата и може да ги оштетат. И имаат големи браници. Преопасно е. Навечер избегаваме да возиме, тоа се преопасно. Добро кажа, после не знам 6-7 саат, чим се стемни, чим зајде сонцето, не можеш да возиш више. Премногу кенгури на улица и ако немаш заштита на возилото, не можеш да возиш, едноставно можеш да се самоубиеш. И ни да ги убиеш и да се самоубиеш. Да се самоубиеш. Јас сум толку време во Австралија, не сум го поминал тој пат, али сакам Интересно е, ако имаш да го време поминам. и желба, ти препорачувам. Кампер со местото и баш е... Сега може Одлично. негде поблиску, не мора нели одма за Улуру, зашто има стварно доста возење. Тоа е, не знам, 3500 км од Скопје до Москва има 2500 км, а до тука од Улуру има 3000 км. Така да ја не го знаев тоа дека не стигнав во Австралија и изгубав дека е огромна Австралија. Ја не замислував многу помала. Европа може цела да влезе во Австралија, огромно парче земја. Огромно, да, и пола не е населена. Дали 30% е населена. Од кога што излеговме од Брисбен, пола саат возевме, натака више немаше цивилизација. Фарми имаше уште првите 300-400 км и после само пустина или оаза на делови кај што има и рудници. Рудници, премногу рудници има за што копаат. Видовте некои рудни копаат, да? Рудници. Површински или Подземја, длабински? подземја, да, бевме во музеј, посетивме еден музеј, во едно место исто, не знам како се викаше, зашто слаб сум се Ова измеѓу Брисбен и да, и Улуру. Улуру. Да, посетивме еден рудник кој што копаат некој минерал и камења, некои драги камења, како се вика нешто на обеш. Опал. Да, копаат опал, да. Има многу минерали Австралија. Да. Има диаманти, има доста злато, има Баш е богата со минерали, да. има огромен број на рудници како паѓа во северно-западниот дел на Австралија. На Перт, над Перт. Значи има голем број на нашинци македонци кои работат, одат на работа со авиони. До таму, браво. Се задржува, да кажам, месец, два, зависност како му е договорот и после се враќаат назад. Така да Австралија има многу рудници, површински и длабински. Да. Али баш ми мило што се видел таа страна на Австралија. Затоа и дојавме со Комбенца и знаеме Комбенца за да не биде само бевме во Австралија, го видовме само Сиднеј и тоа е Австралија. Зашто пред да дојдам во Австралија за мене беше само Сиднеј и Мелбурн. Не знаев дека постои ни Брисбен, ни Голд Кост, на Голд Кост исто бевме. Исто Голд Кост е многу добро за туристичко место. Да, туристичко место. Дубај фазон, само да, смалена Дубај. Ама убава плажата беше beautiful. Да. Исто има еден наш, ми се чини, ресторан во Голкост, можда не еден, можда има повеќе. Да, го познав дојде во Брисбен, мислам дека тој, да. Бевме неколку пати во Голкост последните неколку години. Има голем број на наши македонци, али не знам сега како е, нека не ме фаќаат гледачите за збор, али во Голкост едно прво место кое што кажат и во тој фазон како на Дубај може да се спореди како еден австралиски Мајами. Да, баш, така нешто тоа личи. австралиски Мајами, да. Единствено кажа, да. преубаво место за живот, али единствена негативна страна, ако можам така да кажам, е дека нема многу индустрија. Единствена индустрија која живеат луѓето е туризмот. Да, само туризмот. Ако одиш за работа таму единствено, може да сега не единствено, али 90% се работи и се сведува на туризам. Тоа, да, се е туризам. А од друга страна па добро е што тука е, не знам, 8-9 месеци туризам, колку е Брисбен, ова Голд Кост е цело време топло, така да може и 9 месеци да е, да, 9 месеци да е сезоната туристичка. Сега во овие последните 3 месеци го виде Сиднеј, го виде Брисбен, беше до централна Австралија. Ми кажа дека не си баш во план да останеш подолго. Сега за сега. Мислиш дека има шанса да се преместиш? Па не знам, прво треба да отидам во Македонија, да слетам заутре здравие, да видам што се случува таму. Мирно небо. Каква е ситуацијата таму, да, фала ти, да видам каква е ситуацијата таму, па не знам. Уидина 100% би дошол уште, не знам, безброј пати, ама да останам да живеам, некако не сум баш. Што би било пресудно, например,
за тебе и за твојата фамилија да останеш да живееш во Австралија? Има нешто таква работа дека ова мора да го има ова па да остане? Па не знам. Не можам да се одлучам сега за сега уште каде би останал на планетата Земја да живеам на едно место. Не можам да се обрзам или да се ограничам на едно место дека готово тука ќе останам. Да, убаво е ти кажам дека кога би имал австралиски пасош, окей би било тоа. Би остане една од причините, не знам, тоа би останал неколку години да дојам до пасошот. Друго, Што би правил со пасошот, на пример, ако не би се враќал назад? чисто да го имам. За слобода. Да, чисто да го имам, да, за некој вид слобода. Кенгурот ми е чисто. Јас пак имам тој австралиски пасош, не имам македонски. Да? Не имам македонски, можда, не знам. Многу Треба тешко да извадиш, зашто? Па не сум извадил. Да. Имаат се со политичката ситуација. Да. Малку сме алергични со сега ќе добро не извини со С, сега ќе зборам не во со моје С. име. Да, Јас да. не ја представувам македонската популација, македонската имиграција овде во Австралија, значи зборам чисто во моје име. Јасно, да. Една од причините да се навратиме на мојата предиска што луѓето си задминуваат е политиката во Македонија. Не знам, 80% од луѓето што се вработени администрација мора да си политички определен или во нека политичка партија за да за да добиеш некоја работа у општина или да добиеш некоја работа у не знам, у државна болница, каде. за да зимаш 500 евра плата, што е мал 1000 долари, што е малце смешно и лудо. Мора да бидеш ти некако си потрчко за да земеш смешна плата, што реално таа плата ќе ја земеш додиш да работиш келнер у било која држава. Не мора ни келнер да работиш. Само да переш сталови ќе земеш повеќе, 3 пати повеќе ќе земеш него да лудо малце. Една од причините мислам дека е и тоа. Тоа е исто едно од Лошата причините кои мене политичка лично, состојба, да. лично мене ми смета исто дека кај нас ако се работува човек на пример исто влегува по таа политичка партиска основа додека овде, а и верувам дека во западниот свет ако се аплицира да се влезе на работно место ќе те прашаат дали знаеш ова работа да ја направиш, ако му кажеш дека знаеш без разлика дали си македонец, турчин, ром, албанец или австралијанец, ќе имаш та работа. Кај нас мора да имаш таа партиска книжка што на многу луѓе му смета и мислам дека тоа е главната причина зашто луѓето, особено младите луѓе напушат државата, а знаеме колку е поразително млади луѓе да ја напушат на државата. Хаос, да. Една од причините јас зашто си одидов пред, не знам, пред 10 години од Македонија беше тоа, лошата политичка состојба. Гуриевски, кој беше, не знам, ако 10 години, тоа беше, не знам, лудо беше. 600 долари казна, зашто не носиш каиш или зашто, не знам, некои луди закони и луди правила. Австралија е премногу чиста успоредба со Македонија и Скопје. Воздухот исто у Скопје, кога појдовме, не знам, Скопје беше у првите 5 најзагадени градови у Европа, ако не и у светот. Вистина. Да, имаше таква статистика дека Скопје со Нью Делхи, со Мумбај се најзагадените, у првите 10 е Скопје најзагаден град. Така дојдовме тука, тоа што ми изненади беше пречистиот воздух, пречистите улици и предобрите луѓе. А добро, мислиш дека се заприметува таа нечистотија ако се прошеташ низ Скопје? Да, многу, поготово зимниот период. Не знам, октомври, ноември, декември, јануар, ептене Скопје презагадено е. Имав некоја представа дека се работи, имаше постои нека загаденост, ама дека до Да, такава мера не баш не се беше диши, баш да, премногу е. Некако како полававо да е тука, како дали е дека туристички подручен го доживувам, ама полава амбиент, полава енергија, некако како во смисла дека луѓето малце се поотпуштени од кај нас? Па да. Зошто мислиш дека се поотпуштени од кај нас? Па не знам, така ми делуваат мене, можеби јас сум у таков круг на луѓе, со такви луѓе се движам, ама некако како по не значи дека се посреќни, него некако како по да се порелакс, да се по-опуштени, да се како целиот амбиент у државата да е така, на континентот. Супер, Сиднеј, екстра е Сиднеј. Значи ти се бенди све. Дали би живел во Сиднеј? Па тоа е најако, што првиот месец дена мислев дека би останал готово топ Австралија, супер би живел, ама како што поминува време, некако сум на двумење, реално. Да, стварно, реално би сум на двумење, окей, ама не знам дали би останал за подолго од 2-3 години. Искрено би останал само за да средам пасуш. Чисто да го имам кенгурот као опција во животот, а за друго не знам дали би останал. Да речем дека готово ќе живеам до крајот на животот овде. Супер е, да, пак ќе дојдам, пак ќе ја посетам екстра Австралија. Стварно има што да се види, има што да се прошета, има што да се прави. Има многу наши луѓе што може да се дружиш, да баш да не се осеќаш како да си нели во странство во туѓина, ама за живење не знам дали би останал. Да се одлучам дека готово ќе се преселам и ќе живеам тука.
ми кажа дека тебе не се кога дојде имаше добри впечатоци, сега некако го смена мислењето дека може на пример не би останал. Која е главната причина што те тера да се вратиш назад? Не знам, само да помислам дека треба да работам тука 10 години за да купам куќа, не знам, ме убива психички, знаеш. Немам дека треба да земам кредит од нула, нели ако дојдам со 0 денари малте не од Македонија, треба да работам 10 години за да купам куќа и текнувам. Малце ми е. Ајде да се вратам малце кај нас. Ме интересира кај нас младите во Македонија, кој што си ти еден млад човек во Македонија, ме интересира во што ги влечи најмногу младите во Македонија? Дали да излезат надвор од државата, дали да останат? На што размислуваат, каков е сентиментот кај нас? Брат, не знам, ја поише луѓето што ги познавам, повеќе луѓе познавам надвор што се низ светот него Македонија, македонци. 80% од моите другари живеат некаде надвор низ Македонија. Реално Македонија не е едноставно за живење, ама е, не знам, окей. Не знам, моја генерација пола се некаде надвор, не. Најчесто кај одат младите кои ја напуштат државата? Моментално мислам дека е Европа. Германија е полава за работа, Австрија, Швајцарија е исто окей и Малта. Последните, не знам, 10 години беше многу актуелна Малта. Живеев 2 години на Малта, беше преедноставно да најдеш работа, преедноставно да живееш. Само треба да слеташ на островот и наоѓаш работа, зашто нема луѓе тогаш за работа. Беше недостаток на работна сила. Премногу имаше македонци и срби. Каква е сликата сега? Па сега пред 2 години бев туристички исто, сега е фул индици и непалци. Они работат за поевтино и почнуваат македонците да одат од таму да Германија, Швајцарија. Највише келнери, шанкери, По Бродој нешто има таква работа? Ресторани, плажа. Мада има, се има. Возат доста и Убер сега македонци на Малта. Стварно? Да. Како во случај, например, познато ти е со телекомуникации, со IT, со такви работи? Имаме деца кои работат? Да, има, ама не знам. Не познавам никој што работи. Да, доаѓаат многу фирми од Европа, од Скандинавија, што отвараат представништво во Малта, не знам, ради поевтин данок или нешто, ради нема данок. Тој стил нешто и работат и поевтина работна сила на Малта. Според тебе, што мислиш дека е најголемиот проблем за младите во денешно време, да кажем од 2025 година? Што е главниот проблем што ја напушта државата? Македонија, па нема, Парите? не знам, според мене, Системот? да, според мене Македонија нема систем. Село сега што сум видел по светот, Македонија е, не знам, супер држава, нели, територијално, природа и тие работи, ама државата нема, се уште нема систем државата, како што треба. Има систем, ама не функционален. 400 евра просечна плата, тоа се $800. Со $800 реално во Македонија, ако немаш исто куќа своја, стан, ако плакаш кирија или ако си дојде некаде од другите градови во Скопје, исто не можеш да преживееш реално. Горивото што е најако, горивото е поевтино во Австралија, него Македонија. $800 австралиски. Да, 400 евра е просечна плата во Македонија, да. 400 евра, да. $800. Месечна, да, не како овде недавно. Без разлика во кое место додиш, под 400 евра нема да земиш? Основно да, сега да се вработиш како келнер, пример имаш 20 години, првото работно искуство, ако немаш нели факултет, ако немаш дополнителни знаење, основна плата ти е 400 евра. Мораш да работиш период да стигнеш до 500. Мислам дека ако имаш 600-700, во Скопје си окей, 700 више да земаш, плата $1500, дека си богат. Ајде да кажеме дека си на минимално 400 евра. Колку луѓе може да живеат од 400 евра месечно во Македонија? Само еден човек дека може да преживее. Не знам повеќе луѓе, поготово да речеме дека не плаќаш кирија, само со 400 евра живее еден човек, тоа е доволно само да преживееш, да идеш на работа и дома. Баш апсолутно за ништо да немаш. Недостаток е од келнери и шанкери во Македонија, во Скопје, зашто сите отидоа да работат во Хрватска, зашто во Хрватска не знам земаат $1200-1300 евра, тоа се пак околу $3000 некаде ќе земаат плата. Имаат вклучена смешта и храна. По окей им е да работат таму 6 месеци и да заработат, нели, за цела година, отколку да работат во Македонија цела година за истите пари. Нема поента малку. Нема и систем, не знам, Македонија е супер држава, ама нема систем, нема. Лудо е малку. Лудо е. Реално, горивото е поскапо во Македонија него во Австралија. Колку е моментално литар? Кога дојдот, дизелот беше 74 денари. Тоа е некаде повеќе од околу скоро $2. $2, да. А овде е $1,5. Овде бензинот ја става за $1,5, $1,60, $1,70, $1,80.
Пак е тоа помалце од 80 денари. 80 денари се више колку, $2,5. Значи инфлацијата си работи, цените си остануваат Да, исти. луда. Мислам дека не си исплати да живееш во Скопје ако немаш некоја 2-3 работи да можеш да опстанеш да живееш, да функционираш. До толку. Да. Колку е просечна кирија во Скопје? Па, најефтино што можеш да најдеш $500, 250, 280 евра, 300 евра. Говориме за една соба со апартман, као соба со купатило и мини кујничка, да. Двособен стан е 350-400 евра, па нагоре. Фактички една плата треба еден човек да работи само за кирија, двајца нејако работат со семејството, едниот да работи за храна и за... Точно, ако зема минималец од 400 евра, значи една плата треба да оди само за кирија. Ако е сам, не стига. Да, баш се зфркавам, се зезам со еден другар, као у стилот, ја бе, топо Македонија 500 евра плата, му викам, добра, 500 евра плата, ама со 500 евра плата можеш море само на YouTube да гледаш, не можеш да отидеш на море со 500 евра плата. Реално што нема поента. Така да сите што можат од Македонија бегаат. Бегале и ќе бегаат веројатно ако продолжи вако да биде системот. Како е самосвеста на младите луѓе во Македонија моментално, во смисла на отварање бизнис, дали некој покрена иницијатива самиот нешто да почне? Дали ги има многу такви? Моментално мотивира као државата, као системот. Не знам дали за другите градови, ама за град Скопје има као ако отвориш бизнис, ако си почетник ти даваат $10,000 за да отвориш нека фирма, да отвориш некаков бизнис. Као 10.000 австралиски или $5,000 евра, $5,000 евра ти дава као грант државата за да покренеш некаков бизнис. Са 2 години мора да има да ти работи фирмата, да ти функционира, мора да имаш еден човек минимално вработен. Тоа се некои услови што ти ги дава држава, што ти ги као почетник, као што ти ги нуди државата. Доволно е 5.000 евра? Не баш. Не баш со 5.000 евра. Може би да, можеш да отвориш некој киоск, кафич, нешто. Ама мислам дека е малце. Не знам, барем 10-15.000 евра за да можеш да опстанеш првите неколку месеци, не можеш ти да преживееш, само не да извадиш за кири и за додатни трошоци. Од друга страна, па со истата работа, овде или некаде во Европа, ќе заработуваш пута 2, пута 3. Океј, да, океј, супер е Македонија, ама не знам.